Токму поради тоа ВМРО ДПМН и коалицијата не учествуваше во расправата по точките на сите претходни седници кои се однесува на новоформираното јавно предпријатие Паркинзи, токму поради тоа што ниту видовме некоја анализа, економска анализа за функционирање на предпријатието, ниту реална визија во која насока понатаму ќе се развива стационарниот сообраќај, значи паркинг просторот како ќе се уредува, и токму поради тоа значи не учествувавме во расправата по овие точки. Испадна дека сме биле сосема во право. Всушност и пред малку слушнавме потврда дека да, ќе има одреден период, ќе има уште поголем сообраќајен хаос во градот од овој кој што го имаме сега. Сега во однос на тоа дали е спремно јавното предпријатие со сите потребни документи кои ги има и за да почне до работа, мислам дека е најдобро да ви одговори назначениот директор кој е на јавното предпријатие, бидејќи тоа јавно предпријатие има директор, и ако се создаде некаков вакуум во однос на неплаќањето и плаќањето на паркирањето, мислам дека ќе биде краток период, бидејќи сега како јавно предпријатие мора да се почитуваат законските прописи во однос на набавките кои ги има, односно мислам дека тие треба да набават сега софтвер, да набават рампи, да објават оглас за вработување на лицето, тоа се процедури кои одземаат одреден период и најверојатно може да се јави тој вакуум, меѓутоа колку ќе биде тој вакуум навистина сега во овој момент не можам да ви кажам, не знам. Предпријатието е формиран е управниот и надзорниот одбор, избран е директорот на јавното предпријатие, моментално се вршат сите правни моменти за да луѓето бидат примени на работа, односно ќе биде отворен конкурс набрзо, очекувам следната недела, каде што 50 луѓе ќе бидат од нашиот град, ќе бидат примени во тоа јавно предпријатие да почне да функционира. Јас искрено очекувам во разговор со директорот дека почетокот на наредниот месец предпријатието ќе почне со работа. Влеговме во правен вакуум простор заради изборите, не можеше навремено да се формира истото предпријатие, меѓутоа ќе го имаме со поевтини цени.